Едниот вели лупаш глупости, другиот си зборуваш за себе. Премиерот Заев и пратеникот на Дуи Груби влегоа во вербална војна и тргнаа да се пресметуваат за законот за јазици, па на ниво на кое што не доликува на функционери, си пратија пораки по забелешките на Венецијанската комисија. Ние политичари знаеме да дупаме некој пат така глупости. Значи, законот е право, човечко право, кое произлегува од правото на употреба на јазици. Јазикот е средство да се разбереме, да го направиме животот да ни биде полесен, покомуникативен и слично. Венецијанска комисија ќе ги даде своите укажувања, конечни, кои што секако ние сите ќе ги имплементираме, заради тоа што ако сме со намера да бидеме во Европска унија, да ги почитуваме европските институции. Играта на зборови ја продолжи Груби. Контра за вели дека изјавеното на премиерот се однесува на самиот него. Очигледно дека изјавата на премиерот се однесува на себе си, пошто зборува за него, и сметам дека тоа е момент на саморефлексија и на зачестена самокритика, која што исто така проследено и со извинување често. Мојата вчерашна изјава беше во никој случај никаква закана, туку се однесуваше на забелешката на Венецијанската комисија за цената на чинењето на имплементацијата на законот. И додека владата вчера оркестрирано со Министерството за правда со идентично соопштение најавија дека ќе ги имплементираат препораките на Венецијанската комисија, поборникот на законот за јазици вице-премиерот Бујар Османи вели дека не постои никакво мислење, а советите од комисијата не значеле и одлука на владата. Венецијанската комисија е важен партнер на државата како советодавно тело. Одлуките за иднината на државата и мултиетничкиот карактер на државата ги носиме овде внатре во рамки на духот на Охридскиот рамковен договор, меѓутоа уште еднаш кажувам, непотребно е коментирање сега во услови кога немаме таков извештај, туку имаме работни верзии, како што кажав, од тоа дека добра е двојазичноста во банкнотите до забелешки за употреба на јазикот во судството, односно колку евентуални компликации. И шефот на државата Пендаровски ќе го чекал официјалниот документ, а потоа ќе коментирал. Да почекаме да биде официјално објавен и ја би сакал да видам дали тоа што на една или две странички беше објавено, а документот има многу повеќе страници, дали ќе остане со истите формулации до крај. Од кога ќе имаме конечна верзија на документот и официјална верзија на документот, тогаш и јас, како една од институциите во оваа држава, ќе се произнесеме. По сите турбуленции кои ја тресат коалицијата на власт, последно со законот за јазици, Алфа директно го праша Османи дали има проблеми на релација СДСМ-Дуи. Вели дека немало, но наместо конкретен одговор, рече дека треба дебатата да се биде насочена на друга страна. Меѓународното тело има сериозни забелешки за спроведувањето на двојазичноста во пракса. Смета дека тој е неприменлив, скап и надвор од европските практики. Комисијата предлага клучните членови да претрпат драстични измени.